Денес би имал две пораки да испратам. Првата дека ВМРО-ДПМН е прилично задоволна од исходот на вчерашната лидерска средба кај председателот Пендаровски, затоа што начелно беше прифатен планот кој што го понудивме во 4 точки, а тоа е консултација и извештај од Комисијата за заразни болести, консултација, извештај и проценки од Државната изборна комисија, потоа извештај и допис од ОДИХР, кога ќе можат да испратат полна наблюдувачка мисија и откако ќе се исполнат овие услови, на крајот да се направи една сериозна анализа за определување на нов термин за одржување на безбедни, регуларни и кредибилни избори. Втората работа што би сакал да испратам како порака е дека, за жал, само господинот Заев, кој што е председател на Социјалдемократскиот сојуз, остана единствениот изолиран политичар, кој што без разлика на потребата од сериозни анализи од здравствен и изборен аспект, лицитира со изборни датуми, но за среќа ниеден друг председател на политичка партија присутна на самиот настан не ги прифати неговите лицитации. Зошто господинот Заев лицитира на ваков начин со датумот за изборите, можеме само да претпоставиме. Една од претпоставките е дека во последно време се повеќе анонимни дојавувачи или така наречени свиркачи се охрабруваат за господинот Заев како премиер и за неговите поблиски соработници да споделуваат со нас материјали кои што се основани со мненија за одредени инкриминирани действија. Веројатно и самиот е свесен за тој податок и сака лов во матно, односно организирање на, условно би рекол, небезбедни избори кои што би можеле да го намалат одзивот на граѓаните, а и со тоа Заев да го ублажи својот очекуван пораз. Ние како ВМРО-ДПМН сме спремни во секој момент да настапиме на избори, спремни сме да ја превземеме одговорноста, очекуваме добра победа на ниво на цела Република Македонија, а исто така очекуваме од страна на господинот Зоран Заев и господинот Оливер Спасовски, откако ќе се состави ново парламентарно мнозинство, да има мирна транзиција на власта.